Бугарија ја доби новата звезда. Му послаа црвен тепих, вршеа пренос во живо, а бугарскиот државен врв се појави на церемонија не баре му се поклонува на народен херој. Христијан Пендиков стана државјанин на Бугарија. Потпредседателката Илијана Јотова лично му ги врачи документите на посебна церемонија во така наречената гербова сала во бугарското председателство, каде вообичаено се доделувале најпрестижните награди и одликувања, се одржувале најважните средби и се потпишувале меѓудржавни договори. Пендиков, кој во Македонија е осомничен за тргување со дрога и никој не знаеше за него, додека не беше натепан во Охрид, ги искористи своите 5 минути па се жалеше пред бугарските власти дека освен него и другите македонски бугари трпеле притисоци од македонските власти. Искам да благодаря особено до доктор Милен Вравески, којто винаги ни помагал и оште ни помага и след последните собитија ни помага на македонските българи и се труда за нашата кауза. Сошто така иска да подсетја, че во Македонија има уште многу македонски българи кои се борат ежедневно за нашата кауза, за нашата идеологија. Пендиков го доби епитетот на храбар човек останал верен на бугарската самосвест и идентитет од страна на бугарската потпредседателка. Церемонијата и дојде премногу дури на бугарската јавност, која го оцени настанот како фама со која Јотова си го крива рейтингот. Којто въпреки насилието, въпреки заплахите, въпреки провокациите остана верен на българското си име, на българския си происход, на българското си самосъзнание и българската идентичност. Пендиков е родом од Охрид, надвор од родниот град ретко кој го имаше слушнато неговото име се до тепачката, која официјална Софија е сполитизира до максимум. Причината за ќотекот наводно било тоа што Пендиков се прогласувал како бугарин, а се зборуваше дека тој имал нерасчистени сметки со напаѓачите. Која верзија е точна треба да реши Охридскиот суд. Инаку тој беше секретар и на сега згаснатиот бугарски клуб во Охрид со контроверзното име Цар Борис III.